Општините нема да добијат поддршка од владата во справувањето со високите сметки за струја на училиштата оваа зима, оценуваат дел од градоначалниците во Полошкиот регион. Тетовскиот градоначалник Билјалка Сами смета дека владата политички гледа и на оваа ситуација и затоа не дава поддршка за предлогот за штедење на енергија. Согостиварскиот градоначалник предложија реорганизирање на наставата во зимскиот период со цел штедење на електрична енергија и други ресурси за затоплување, но не добија позитивно мислење. Во главном, општините се опозиционо ориентирани и владата нема да ја прифати као одлука, као решение, но ние ќе продолжиме да постапиме во делот на реално штедење на електрична енергија, односно мерки кои ќе ги превземеме да реално се справиме со ситуацијата која може да не снајде во зимскиот период. Предлозите се распустот да трае повеќе или да има онлайн настава. Зимскиот распуст на децата да трае 2 месеци, тоа декември и јануари, или јануари и февруари, така да децата потоа преку лето да имаат пократок распуст, што значи да учебната година да трае до 30 јуни и да почнат 15 август со новата учебна година, или друго алтернативно решение евентуално 3 месеци декември, јануари, февруари да се користат наставата онлайн. Ние веќе сме дигитализирани горе-долу, имаме добри искуства во периодот на пандемијата. Тетовскиот градоначалник вели дека колку што имаат законски можности како општина ќе действуваат, да има помалку трошоци зимава. Ќе превземеме и дополнителни мерки во делот на штедењето, на организирање на општинската администрација, на организирање на спортските сали, на сите ингеренции кои ние ги имаме као локална власт за да се намали ова криза и учениците да ги имаат оптималните услови за учење и за следење на настава. И полошките општини се согласуваат со опцијата училиштата и други установи да не плаќаат така наречена индустријска струја, туку како за домаќинствата.